премиере, вие претходно овде ги прашавте министрот Бочварски и упростите ми дали до 2024 ќе имаме нов автобат. Тоа значи дека и вие не сте сигурни кога автобат ќе биде готов и покрај ветувањето дека до крај на 23 ќе биде готов. Јас само што кажав во изјавата дека и министерот Бочварски и директорот Рустеми и сите нивни колеги, вклучително и јас, мора да бидеме секојдневно фокусирани овој патен правец да биде завршен на крајот на 2023 година. Сигурни сте во тоа? Мене многу пати ме прашувале дали сум оптимист, бидејќи за да бидете сигурен во нешто треба да бидете оптимист. Јас сум рационален оптимист. Тоа значи дека верувам во остварување на целта и работам таа цел да се оствари. Така беше до сега со сите работи кои што ги започнавме и кои што ги направивме, така ќе биде и со ова. Колку има вистина во информациите дека веќе е договорено алијанса за албанците да влезе во парламент? Денес со председателот на, односно со ВД председателот на Алијанса за албанците, господинот Таравари, имавме состанок. Тој состанок беше продолжение на лидерската средба која што имавме пред извесно време со председателите на сите политички партии. Јас ќе се видам и со другите председатели на политички партии. Пред малку закажав состанок со еден од председателите за идната недела. Со господинот Таравари разговаравме, како што соопштивме, за продолжување на европскиот пат на државата и одлуките кои што треба да се носат во собранието со широк општествен и особен политички консензус. И доминантно разговаравме за законите кои што се наоѓаат во собрание, меѓутоа и за реформи кои што се однесуваат особено на владењето на правото, борбата против корупцијата и економската криза, односно економските закони, кои што се од клучно значење за државата, како за незините европски интеграции, така и за квалитетот на живење во Северна Македонија. Председателе, кој е вашиот став во однос на студентскиот стандард и дали би ги пуштиле вашите деца да живеат во студентски домови како што се во моментална состојба? Најпрвен, јас бев вклучен во разговорите со студентите во однос на студентскиот стандард. Главната дискусија започна во однос на студентскиот оброк. Првен мора да се навратиме дека студентскиот оброк е воведен токму од оваа влада. Пред тоа немало никогаш студентски оброк воведен на таков начин за сите студенти. И јас кажав дека студентите се тие кои ние мора да ги почитуваме и да ги слушаме, бидејќи се што правиме, правиме за нив, бидејќи тие се иднината на нашата држава. Студентскиот стандард не е само студентски оброк. Студентскиот стандард значи и стипендии за добрите ученици од средни училишта кои што немаат доволно финансиски средства да студираат и затоа оваа влада ги издедначи стипендиите. Министерството за земјоделие додели дополнителни стипендии во делот на студирањето на факултетите поврзани со Министерството за земјоделие, со земјоделскиот факултет. А во однос на студентските домови, јас видов многу изјави за студентските домови и од страна на председателот на опозицијата и од страна на председателот на државата. Сметам дека тие најмалку можат да зборуваат за студентските домови, затоа зашто и едниот и другиот никогаш не влегле во студентски дом, бидејќи се од Скопје и секогаш имале можност да имаат 3 топли оброка на ден, кои што им ги спремале нивните мајки, бидејќи живеат во Скопје. Ама јас можам да зборувам за студирање во Скопје, бидејќи секој утро во 6 наутро со автобус на Југ турист доаѓав во Скопје, предавањата и вежбите траја до 8 навечер и во паузите, кога немате кај да одите, тогаш одев кај Горан Георгиев од Берово во Кузман, кај Игор Георгиев од Дојран, кај Миле Георгиев од Дојран во Кузман исто, кај Рашо во Кузман од Кавадарци, кај Игор од Прилеп во Гоце Делчев, кај Горан во Медицинар, бидејќи кога имате 3-4 сата слободни, а немате кај да одите, а времето е вакво како што е денес, тогаш одите во студентски дом. Во студентски дом ајварот се чуваше на северна страна на прозорите од надвор за да не се поквари. А ако сакаш да отидеш кај другарите кои што ти се во студентски дом, тогаш ќе треба да купиш век на леп и паштета по пат за да не одиш со празни раце.
Така да јас можам да зборувам за тоа. И со министерот Јетон Шаќири разговаравме дека оние студентски домови кои што се наоѓаат во лоша состојба, веднаш во 2023 година да бидат вклучени во планот за инвестиции за комплетно реновирање на санитарните чворови и на се она што е потребно да се реновира. Дел од студентските домови се во подобра состојба, како што е на пример неколку крила на студентскиот дом Гоце Делчев, во чие што реновирање и во чие што дигитализација јас лично имам учествувано од позиција на едно од моите претходни работни места. А дали јас би го пуштил моето дете во студентски дом? Да, би го пуштил детето во студентски дом, затоа зашто таму ќе научи како живеат децата од Македонија, кои што секојдневно патуваат од други градови и кои што се борат за својата иднина, да завршат факултет, да станат добри и достојни граѓани на Македонија, а кои што ја немаат привилегијата мама и тато да им готват 3 пати на ден топол оброк и за време на паузите да седат во топла дечија соба. Ви благодарам. Господин Ковачевски, едно прашање. Значи, ветивте дека ќе имаме производство домаќинство на струја, значи производ од домаќинство 100% на струја. Рек Битола еден дел од денеска нема да работи, до понеделник има проблем. Кој ќе презема одговорност за ова? Првин во однос на Рек Битола ние секојдневно информираме, можете да отидете на сајтот на владата или дури на Facebook профилот на владата, често и кај мене. Имаме редовни пресконференции кои што ги држи кризниот штаб, бидејќи имаме кризен штаб за енергетика. Во Рек Битола во моментот работат 2 блока. Едниот од блоковите за кои што зборувате има пукната цевка, на која што се работи на санација и точно е дека за неколку дена ќе биде поправена. Јас сакам да им се заблагодарам на сите вработени во Рек Битола, бидејќи работат со технологија која што е изградена 1978 година и не се тие виновни што 31 година во Северна Македонија не е инвестирано во ниту еден енергетски капацитет. Откако тоа ќе биде направено, повторно ќе бидат пуштени во употреба 2 блока, односно во погон 2 блока на Рек Битола, така да не се работи за одговорност, туку се работи за голем напор и труд кој што вработените и раководителите во Рек Битола го даваат за да го одржат Рек Битола во функција. Третиот блок на Рек Битола, трансформаторот е веќе купен, трансформаторот е моментално се наоѓа во транспорт, се работи за транспорт кој што тежи 300 тони. Не беше можно да премине на мостот кај Ипсала кој што ги поврзува Турција и Грција и затоа се одлучивме за комбиниран превоз. До Ипсала ќе оди со камион, потоа ќе оди со специјален брод нарачан од Италија до Солун и од Солун повторно со камион на 10 осовини ќе дојде во Битола. Тој транспорт е вонгабаритен, се работи за едно од најголемите возила кои што некогаш влегле во државата. Благодарение на добрите односи кои што ги имаме со Република Грција, успеавме во рекордно време да ги добиеме сите дозволи транспортни за да може да премине на грчка територија во нашата држава. Сега стручните екипи на Рек Битола заедно со професори од архитектонскиот факултет, градежниот факултет, работат на еден од мостовите кај Новаци, бидејќи тоа е мост кој што има издржливост од 10 тони. Ви кажав дека се работи за транспорт заедно со возилото од 300 тони, но со оглед на тоа дека се работи за возило со 10 осовини, со одредени зафати кои што ќе бидат направени, би требало до 22 ноември трансформаторот да биде во Битола и да започне неговата монтажа. Со тоа ќе имаме 3 блока на располагање. Во ТЕЦ Неготино, во моментов ТЕЦ Неготино не работи од 2 причини. Првата причина е што цената на мазутот не овозможува поевтина цена на електрична енергија произведена во ТЕЦ Неготино од она што го имаме на берзата. И второ, што генераторот, и за тоа информираа од ЕСАМА, појавуваше одредени пречки во работењето и затоа во овој период кога цената на берзата е помала од производната цена на ТЕЦ Неготино, заедно со сите стручни екипи со кои што располага државата, да се санира генераторот и да биде пуштен во употреба кога за тоа ќе се створат услови во однос на цената на мазутот и цената на електричната енергија на берзите. ТЕЦ Основи работи. ТЕТО во моментов работи со газ кој што го имаат обезбедено со цениците на газот и тие го продаваат на слободен пазар.
Меѓутоа вчера видовте и на пресконференцијата заедно со лидерите на земјите од Западен Балкан во Белград, има можност да го реализираме она што го разговаравме пред неколку месеци заедно со претседателот Вучич, заедно со министерот Бектеши и со министерката од Србија во однос на обезбедување на газ по пониска цена од вишоците кои што ги има Србија, бидејќи тие имаат резервоари за газ, ние такви не поседуваме историски, и да може да се произведе електрична енергија која што ќе биде многу со цена многу пониска од брезанската цена и која што би била наменета дел за македонското стопанство, а дел за снабдување, бидејќи ќе се работи за српски газ, ќе се работи за бартер аранжман, за снабдување на недостатоците на електрична енергија во Јужна Србија, односно во Пчинскиот регион. Ама сега купуваме струја, значи бидејќи имаме проблем во рек Битола и они го... Сега за сега да, меѓутоа тоа се планирани финансиски средства. Добро е што во текот на изминатите 2 месеци, иако беа планирани финансиски средства за увоз на електрична енергија, не беше потребен увоз на електрична енергија, бидејќи ЕСАМА ги задоволуваше 100% сите потреби. Сега во овој момент, додека се санира едниот блок во рек Битола, имаме мали набавки и тие се многу транспарентно објавени. Со пуштањето на вториот блок во рек Битола и особено по пуштањето на третиот блок Битола, тогаш повторно нема да имаме потреба за купување на електрична енергија. И уште еднаш би упатил апел до сите граѓани, до сите компании, до сите институции. Ова не е време на изобилство, ова е време на штедење, време на војна во Европа. Сите ние сакаме да се чувствуваме како и секогаш лагодно. Сите сметаме дека војната се води некаде таму далеку, меѓутоа војната е на помалку од 1000 километри од Македонија. Таа војна ги погодја сите земји во Европа и заради тоа и цените на енергенсите се многу високи и дури има енергенси кои што се недостапни на пазарот. Благодарам.